Во последно време на интернет се шири најава дека наскоро наводно треба да биде обелоденето дека научниците откриле технолошки запис од објект кој се движи кон нашата планета, но не некаков нејасен радиосигнал, туку доказ за постоење на вонземска цивилизација. Наводно тоа треба да го откријат научници од Оксфорд или од Сети. Hey wonderful people, so today I've got a very, very interesting update on the alien signal. За ова извести Сајмон Холанд, новинар и филммейкер, кој тврди дека повеќе научници директно нему му го потврдиле откритието, но дека се уште не се спремни да излезат со официјални објави. Дури на својот канал откри како звучал сигналот. Isn't that fascinating? You clearly heard the Doppler shift. Сајмон објасни дека она што го слушаме во сигналот е Доплер ефектот. Доплеровиот ефект, познат и под името Доплерово поместување, е промена на фреквенцијата на бранот кој се одбива од некој објект кој се движи кон наблюдувачот. Пример за Доплер ефектот е промената на висината на звукот што се слуша кога возилото со сирена се приближува и се оддалечува од некој наблюдувач. Добиената фреквенција е поголема за време на приближувањето, најсилна во моментот на поминување и помала како што сирената се оддалечува. Најпросто кажано, звукот ни открива дека некој вселенски објект се движи кон нашата планета. Објектот е наводно технолошки. Тоа се докажува од неговата траекторија, која наводно е интелигентно одредувана, а шпекулациите се дека наводно треба да пристигне за 3 или повеќе години. It's not a matter of if. It's only a matter of when. Сајмон тврди дека е сигурен дека ова ќе биде официјално објавено од научниците. Тој вели, воопшто не е прашање дали ќе се објави, туку само кога ќе се објави. Иако Сајмон е убеден во своите тврдења, сега за сега сето ова е само во доменот на шпекулации. Нема апсолутно никакви докази, објавени од никој, дека некаков објект се движи кон нашата земја. Повторувам, сето ова сега е само во доменот на шпекулации и може да биде целосно измислено. Но интересен е фактот дека во последните 2 години се зачестени хакирањата на големите телескопи и тоа само оние во сопственост на западните земји. Можете сами да заклучите кој го прави тоа и можеме да се запрашаме дали можеби некој сака да дознае нешто повеќе за ова наводно откритие. За ова наводно откритие беше запрашан и Лу Елизондо, човекот кој водеше поранешната програма за проучување на феноменот НЛО на Пентагон, насловена ATIP. There have been some significant rumors of events regarding UAP that may occur within, like 10 years or so. I don't know if it's something coming or a natural disaster. You hear of something big coming down the pike. Have you heard of these claims? And if so, do you have any idea what it may be? Yes, I've heard of them. Yes, I'm aware of them, and I'm not able to have that conversation. Got it. It's not my conversation to have, but I am aware of it. Одговорот на Лу Елизондо е дека не е негова работа да дава изјави во врска со ова, но дека знае за истото. Тоа е прилично интересна изјава. Интересна изјава во скорешно интервју даде и еден од 3 новинари што ја открие програмата ATIP во 2017 година во Breakthrough статијата во New York Times. Статијата која што ја стартуваше оваа цела НЛО ренесанса што ја доживува светот во последните 7 години. Leslie Kean. I don't think we're going to be in any shape in a decade to be doing very much of anything. I don't have and the future direction, climate-wise, AI-wise, and geopolitical-wise. That's the thing I think is going to kind of come. I think things are going to be pretty difficult starting in a few years. And from what I've been told by sources.
what does that mean? It's going to be difficult. It's What just, things are- I mean, I can't say specifically. I Sure. don't know that much yet, and I can't really say, but just that a lot of what we take for granted now in life, I don't think is going to be, we're not going to have it. A lot of things we have now that makes our lives as wonderful as they are. Like electricity? I don't know. Just the access to all the things we have access to now that are dependent on the globalization, basically, which just aren't sustainable. A lot of the things we have aren't sustainable. The populations are growing, and I think the climate issues are major as well. I mean, that's just my opinion, but I have studied quite a bit about the climate change problem, and I take it really seriously. Is there something about the geopolitical situation? Because you just referenced population and climate change. It's not that simple. I just don't feel qualified to talk about it, but I just don't think things as they are now are sustainable, and I'm not qualified to really talk about that. I'm just concerned. That's all. Yeah. So I don't think 10 years in the future. I only think 3 or 4 years into the future. Ова изјава на Лесли Кейн протолкувајте ја сами како што мислите. Сега за сега сето ова е само во доменот на шпекулации. Нема апсолутно никакви докази објавени од никој дека некаков објект се движи кон нашата земја. Сето ова се случува и во време кога е откриена нова тајна програма за проучување на НЛО на американската војска, која наводно се вика Immaculate Constellation. Независниот новинар Майкл Шаленбергер за News Nation изјави дека свиркач откри за постоењето на оваа наводна програма, а според свиркачот, програмата на Пентагон собирала информации за НЛО, кои сега војската ги нарекува UAP или Unidentified Anomalous Phenomena. Наводно програмата вклучува многу информации и бројни видео и фотоматеријали. Шаленбергер не ја откри точната улога на свиркачот и дали тој бил вработен во Министерството за одбрана. Тој за News Nation изјави дека се сретнал со свиркачот и ги потврдил неговите ингеренции. Исто така, независно го потврдил постоењето на програмата од непознати извори. Според Шаленбергер, свиркачот брифирал и одреден број конгресмени за оваа необјавена скриена програма, која наводно била родителска програма со повеќе помали на војската, исклучително посветена на феноменот НЛО. Сето ова исто така се случува и откако веќе 7 години се води борба во Американскиот конгрес со повеќе закони да се натера војската да ја објави вистината за НЛО. Војската уште во 2020 година призна дека ги проучува неидентификуваните летечки објекти и дека се вистински, а веќе проучувањето на леталата, обратниот инженеринг на истите и вонземските биолошки материјали се веќе секојдневна тема на разговор на сослушувањата и брифинзите во Конгресот. Конгресот на неколку наврати се обидува со закон да ја задолжи војската и владата да направи план за контролирана објава на вистината. Со законот за НЛО донесен минатиот декември, Конгресот меѓу другото ја задолжи војската и сите приватни и државни ентитети и агенции кои имаат било какви докази и записи за НЛО, истите најдоцна до октомври 2024 да му ги достават на Американскиот архив. Но оние кои натаму успеваат да ја држат оваа тема во тајност, повторно одлагаат. Последните информации од Вашингтон се дека рокот е продолжен до септември 2025 година. Тешко е веројатно дека извршителите на ова ембарго над вистината некогаш ќе се согласат да ја откријат завесата на тајноста, но конгресмените и сенаторите не се предаваат и закажаат 2 нови конгресни сослушувања кои ќе бидат отворени за јавноста и ќе се одржат до крајот на годината. Едното во Конгресот, другото во Сенатот. За крај и еден интересен факт. Америка и Русија низ децениите биле подолг период непријателски настроени. Но знаете ли зашто секогаш соработувале? Соработувале секогаш кога нуклеарните постројки им биле посетувани од неидентификувани летечки објекти. Јавно обелоденети документи докажуваат дека, замислете, уште во текот на студената војна потпишале договор со кој секоја страна ќе извести другата доколку има инциденти со НЛО во близина на нуклеарни постројки.
Договорот бил подпишан откако имало случај кога НЛО се појавило во близина на воена постројка со 10 интерконтинентални балистички ракети со нуклеарни боеви глави, при што истите биле онеспособени. А во Русија иста таква постројка била посетена од НЛО, при што нивните ракети биле вклучени. Постои долга историја на вакви посети на објекти над нуклеарни постројки, почнувајќи уште од 1947 година од Розвел, Њу Мексико. Најпознатиот НЛО случај во поновата историја, кога НЛО се појавило, но и се срушило во Розвел, во близина на единствената воена нуклеарна постројка во Америка која постоела во тоа време.